Добар ден, ученици! Денешната училница е наменета за предметот Општество. Јас сум наставник Марија Богатиновска од училиштето Никола Карев од Пробиштип и денеска ќе учиме што ми се допаѓа кај себе и што можам. Цел на овој час е ученикот да знае да се представи себе си, да искаже што умее, што може, што сака и да ја јакне самодовербата во своите постапки и способности. Сега ќе треба да го подготвите потребниот материјал за овој час, а тоа е тетратката без линии по предметот Општество и моливче и гума. Подготви се и продолжуваме. Ова се Марко и Ива. Сега тие ќе ви кажат по нешто за самите себе. Здраво, јас сум Марко, имам 7 години и сум второ одделение. Можам сам да се подготвувам за на училиште. Умеам сам да си ги врзувам и врвките на чевлите. Ги знам сите броеви што ги учевме во прво одделение. Многу сакам да се дружам со моите другарчиња, а најубаво ми е кога возам велосипед. Здраво, јас сум Ива и сум второ одделение. Во јануари ќе наполнам 8 години. Можам сама да се исчешлам и да си ја врзам косата. Умеам убаво да цртам и сликам. Тоа ме прави многу среќна. Ги знам сите букви и знам да пишувам кратки зборови. Многу сакам кога со моите другарки си играме учителки, пееме песни и возиме ролерки. Ете, ученици Марко и Ива како ви се представија. Тие ни опишаа што знаат, што можат и умеат и што сакаат. Освен тоа, тие можат да се опишат и како изгледаат и што најмногу им се допаѓа кај самите себе. Еве што има Марко да ни каже. Јас сум највисок во нашето одделение. Имам кафеава коса и очи. Имам раце што даваат кошеви. Сите ми велат дека имам убава насмевка. Кај мене ми се допаѓа што секогаш сум насмеан и имам многу другари. А што ќе ни каже Ива? Јас сум најстара, но најситна во нашето одделение. Имам руса коса и сини очи. Имам вешти раце што најубаво цртаат. Секогаш сум средена, уредна и чиста. Најмногу си ги сакам мојата коса и моите сини очи. Марко и Ива знаат добро да се опишат самите себе и си искажаа што најмногу сакаат кај самите себе. Тие се свесни дека постепено од година во година се повеќе работи научиле самостојно да праваат. Можеби минатата година, кога биле првачиња, не умееле сами да се подготвуваат за на училиште, но сега веќе се поголеми и знаат. Сигурно и ти забележуваш дека како што растеш, така учиш се повеќе работи и стануваш се посамостоен. Сите вештини во животот треба да ги вежбаме и усовршуваме. Ете, например, возењето велосипед. Зошто имаме различни велосипеди на овие фотографии? Најмал за мало дете, па имаме среден за со помошни тркалца за дете од малку поголема возраст и ово е веќе без помошни тркала кога добро сме го совладале возењето велосипед. За да научиме нешто во животот добро да го правиме, треба да вежбаме и да вложуваме труд. Можеме да научиме различни работи, да возиме тротинет, да возиме ролери, да научиме да скијаме. И со пливањето е слична ситуацијата. На почетокот ни е потребна гума или некое друго помагало во водата, но подоцна со вежбање можеме и самостојно да научиме да пливаме. Значи се во животот се учи постепено и со упорност, без откажување. Слично е и со учењето во училиште. Почнуваме од најлесното и секоја година учиме се потешки работи, а со тоа стануваме се попаметни и посамостојни.
Во прво деление почнавме од броевите 1, 2, 3 и знаците плюс, минус. Па почнавме со буквите А, Б, В и така натаму. Па научивме неколку бои, видови линии, а видовме и ноти. Но подоцна ќе правиме задачи и ќе ги решаваме и секоја година ќе бидат се посложени и потешки. Од буквите пишуваме зборови, а ќе почнеме да пишуваме и реченици. Подоцна ќе можеме да пишуваме и цели текстови. Од линиите и боите учиме да цртаме и сликаме и нашите цртежи и слики се поубави и поубави. На часовите по музичко со нотите пееме и свириме. Значи, секоја година ќе учиме и ќе се усовршуваме се повеќе и повеќе. Ајде размисли што можеше лани на почетокот на прво одделение, а што можеш оваа година. Направи самиот проценка. Дали си напреднал доволно? Дали си задоволен од самиот себе? Колку си постигнал и што си научил? На овој слайд се дадени неколку личности или деца кои што кажале секој по нешто за себе. Сега јас ќе ви ги читам речениците, тие се измешани, а вие ќе погодувате кој го кажал тоа што јас ќе ви го прочитам. Јас сум милин и обожувам да се шетам кога врне. Ајде, пронајдете го Илин и покажете го со прстот. Кој е Илин? Така. Јас сум Ена и многу сакам да играм и пеам. Која е Ена ученици? Браво. Јас сум Ели и многу сакам да сликам. Покажете ја Ели. Еве ја нејзината реченица. Јас сум Маја и многу сакам мачиња. Која е Маја? Така. Јас сум Милан и секој ден одам на пливање. Еве го Милан. Јас сум Младен, а ова е мојот најдобар другар Бени. Така, ова е Младен и неговиот најдобар другар песот Бени. Јас сум Мели и многу сакам математика. Одлично, браво за вас! Ќе откривме, значи, сите ученици кои што си кажал каков исказ, секој кажал нешто за самиот себе, а ние откривме кој што кажал. Сега, во оваа табела, пишува во првиот прозорец можам, а во вториот не можам. Ке претпоставуваме што може, а што не може едно дете или еден ученик на 7 годишна возраст да прави. Сега сите вие имате различни вештини и способности, меѓутоа ние ќе погодуваме така за да одговара за сите. Што мислите? Дали секој ученик на 7 годишна возраст знае да скија или може да скија? Не може секој, само тој што вежбал, тој може. Дали можете да возите велосипед? Да, доволно сте големи за да возите велосипед. Дали еден второодделенец може да пишува и учи? Може секако. А дали може да готви? Тоа не може. Дали може да вози тротинет? Секако дека може. А дали може да вежба? Да. Дали може да вози мотор? Не може и не треба. А дали може да вози дете од 7 години автомобил? Нормално дека не може. Дали може да плива? Може. Дали може ученик од второ одделение да направи куќа, да созида ѕид? Не може. Така, значи ги поделивме активностите што ги можеме и она што не го можеме. Меѓутоа, она што не го можеме, не значи дека ние во животот никогаш нема да го можеме. Можеме да го совладаме и да го научиме.
Како ќе растете и ќе созревате, се повеќе ќе бидете способни да се усовршувате и да правите работи што сега не сте во можност да ги работите. Секој што ќе вежба скијање ќе научи да ские. Секој што ќе сака да научи да готви, ќе може да готви. Исто е и со возењето на автомобил, со одзидањето на зид и правење куќа и слични работи. Значи, се е во упорноста и во желбата да се научи. Време е да сработиш нешто. Овде, замисли си дека ова е листот од твојата тетрадка. Тој е бел, не е ваков шарен. Меѓутоа, вакви делови ви направив за да знаете во кој дел што треба да цртате. Овде, значи на средината, ќе се нацртате самите себе си. Овде ќе го напишете вашето име. Во овој дел ќе нацрташ што можеш, а што не можеш да правиш сам. Овде ќе нацрташ што не си можел, а сега го умееш. Например, некој можеби не умел да плива, меѓутоа сега ова лето научил, или не можел да вози велосипед, а сега веќе умее. Нешто што си го совладал. Овде ќе нацрташ што најмногу сакаш и што не сакаш во овој дел, а овде ќе нацрташ што сакаш наскоро да научиш, што е твој предизвик и желба да го научиш. Во долниот дел ќе нацрташ што најмногу сакаш кај самиот себе. Запомни, сакај се и почитувај се самиот себе. Сакај ги и почитувај ги и другите околу тебе. Секогаш верувај во себе, биди упорен и не се откажувај. Знај дека со труд секогаш се постигнува напредок и успех. Доколку ги знаеш овие работи, ќе стекнеш самодоверба, а тоа значи дека ќе веруваш во самиот себе. Секој што верува во самиот себе, секогаш постигнува успеси и станува добар во она што го работи. Она што си го нацртал, значи, од претходниот слајд, во твојата тетрадка што ќе го нацрташ, ќе направиш едно видео како го опишуваш сето тоа и ќе го испратиш во вашата група, на вашето одделение, за да се представиш убаво пред твоите другарчиња, да им кажеш што сакаш, што не сакаш, што си научил, какви предизвици си имал и си ги надминал и какви предизвици имаш што треба да ги надминеш. Се надевам дека ќе уживаш во твојата задача.